За нова година градоначалниците од источниот регион воглавно ќе си седат дома, велат тие за телевизија Стар. Најпрвин да посекам на сите сограѓани, на сите жители, среќни празници, среќна нова година, да се поминат овие празници во духот на слогата, семејството, разбирањето и да посекам многу здравје кај сите. Јас ќе го поминам овој период, како и новата година, со своето семејство и во кругот на најблиските, на пријателите, во домашни услови, така падна и договорот. Ние пред нова година имавме повеќе настани, баш за нова година нема да има организација, бидејќи нема интерес од страна на граѓаните, а јас лично ќе бидам во домашна атмосфера со фамилијата за новогодишните празници. Градоначалникот на Делчево Иван Гоцевски дел од новогодишната ноќ ќе помине со дежурните служби одговорни за безбедноста на најлудата ноќ во годината. Така, општина Делчево прави скромна организација за дочекот на нова година овде од центарот пред општината, каде што очекуваме наши граѓани кои што сакаат да го осетат топлиот амбиент на нова година како последен ден од годината, да се дружиме заедно. Јас лично како градоначалник ќе бидам во посета на сите клучни точки во општината, на итата медицинска помош, на противпожарната единица, на МВР, на Македонија пат, на граничниот премин, каде што ќе сакам да констатирам дека се на ниво на задачата и нормално потоа заедно со мојата сопруга ќе биде да чекаме нова година на плоштадот и во друштво со наши лични пријатели, потоа и во еден од нашите познати гостителски локали овде во Делчево. Штипскиот градоначалник Иван Јорданов на новата година ќе биде на познатото Штипско шеталиште, каде дочекот е организиран со музичка забава, храна и пијалоци обезбедени од општината. Дочекот на новата 2026 година за првите луѓе на општините годинава звучи скромно и домакински. Долгите и наменски луксузни патувања се минато и очигледно е дека приоритет е актуелната економска состојба, но и тезата најдобро е да се биде каде што е народот.